Ете, човек не може сериозно да го перцепира тоа што така се однесуваат, но она кое што некогаш и треба да загрижува е тоа што покрај сите тие лаги кои што ги историја тој ден, кога стигнали таква информација дека тоа интервју е дадено тој ден, без да го да имаат основна потреба тоа да го проверат, е суштината што и покрај 150.000 па 125.000 гласови таа партија не го има променето оној момент на размислување, тоа е колку потешко за државата, толку подобро за СДСМ. Па јас тогаш можев да приметам и во собраниските редови одредена еуфорија дека ете, ако е лошо за државата, тоа на нив ќе им даде мало некој количество на кислород, за тие малку да се размамнат со негативниве теми. И оно кое што треба дополнително да не загрижува сите како граѓани на оваа држава е што овие луѓе кои што вака сега ја перцепираат политиката кога се опозиција, под еднакво, па можеби и поквалитетно тоа што сега го прават, ја перцепира и кога беа на власт. И оно кое што треба да се подвлече, вие кажавте многу убаво за дека треба да се вади лекарско зачленување во органите на партијата, и ако оваа идеја ни дојдеше неколку години порано, можевме многу од ова што беше изгубено за државата да го спасиме, и покрај тоа што за волја на вистината и народот ни викаше дека тоа треба порано да се дојде во политичкиот простор, бидејќи ние можеби требаше оваа идеја да произнесеме во јавноста во моментот кога еден македонски премиер не убедуваше дека ќе донесе стаза за Формула 1. Па можеби тука беше некој критичен момент каде што требаше да го побараме ова, бидејќи истите оние кои што тогаш викаа дека на граница се Facebook, Google, дека имале 3 часа па што им фалеле станале премиери, и мислам дека тој систем на однесување сметавме сите ние дека кулминираше со стаза за Формула 1, но изгледа сме се излажали, бидејќи сегашниот председател на фондацијата Заев во слободно време и председател на СДСМ, кој што за мене зачудувачки, но во ред, легитимно е, демократски општество е, како што кажа министерот за внатрешни работи, на крајот од денот ова е демократски парламент, секој може да се однесува така како што сака. Замислете, има луѓе во државата на кои што идол им е Зоран Заев, па можевме тоа да го видиме од точекот на роденденот. Така да, како што сега се однесуваат, така владеја, она кое што е важно дека оваа надградена верзија на председателот на фондацијата Заев, односно Заев 2.0, лидерот на СДСМ сегашен, ако добие некогаш доверба од граѓаните, најверојатно би бил и многу полош од тоа што беше Зоран Заев. Така да јас сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања. Благодарам.